Здраво на сите, дали се слушаме? Да, јас добро те слушам, Ивана. Супер. Здраво на сите и добро дојдовте на денешниот настан организиран од ГЕФ нели во соработка со Галексија. Денешното предавање ќе биде на тема How can digital marketing help you grow your business? Јас вака започнав на на македонски, извинете, меѓутоа сакам да ве прашам, пред да дадам зборе на Марија, дали би одговарало повеќе презентацијата да биде на англиски или на македонски, за подобро нели да разбираме и работите да ако може или приклучате се unmute направете или пишете на чат како би ви одговарало повеќе. Можете да размислите, а во меѓувреме јас ќе дадам на кратко збор на Мари. Океј, па во тој стил јас ќе продолжам на македонски, после може би we can switch in English. Добар ден на сите, моето име е Марија Димовска, јас сум проектен менаџер во Стартап Македонија, асоциација која што е на граѓани, здружение на граѓани која што работи на развојот на домашниот националниот стартап екосистем и воедно сум координатор за социјални медиуми на глобалната недела на предприемништво. Малку збор 2 за глобалната недела на предприемништво. ГЕФ е, или како што е позната на англиски, Global Entrepreneurship Week, е еднонеделна глобална иницијатива која што се случува во 170 земји ширум светот. Така и нашата земја ги има своите 5 минути од 16 ноември до 22 ноември оваа недела, со тоа што се приклучуваме на 10.000 партнер организации кои што го прославуваат предприемништвото и иновациите преку организирање на настани. Оваа година тимот на ГЕФ заедно со Стартап Македонија успеавме да ја збогатиме програмата во однос на лани, инаку Стартап Македонија е домакин организација на ГЕФ уште 2018 година. Ова година имаме 44 настани со 120 говорници и настаните се случуваат ширум нашата земја во 7 градови. Инаку глобалната недела на предприемништво се фокусира оваа година се фокусира на 4 главни теми, а тоа е екосистеми, полиси, политики, развивање на политики, образование и инклузивност, па од 44 настани сите орбитираат околу овие 4 главни содржини. И би сакала да ве поканам да ја разгледате агендата на Facebook страницата Global Entrepreneurship Week North Macedonia, да ги видите, да ги погледнете и другите настани кои што ги спремивме и подготвивме за вас, каде што можете да научите различни информации кои што се од полес за предприемачите и сите оние кои што развиваат некоја иновативна идеја или пак сакат да започнат работат на започнувањето на својот креативен бизнис. Им благодарам на Галексија, тоа што оваа година се решија да бидат наши партнери. Теодора, CEO-то на Галексија, и лани соработуваше со нас. Еден поздрав и до теја, и покрај тоа што не е со нас, таа е дел од нашиот стартап екосистем, имаме добра соработка и се ви посакувам успешна сесија. И исто така би сакала да прашам дали ќе им смета на учесниците една фотографија, принт скрин да направам од баш на почетокот пред да почне да биде официјално отворена сесијата. Супер, окей. 3, 2, 1. ГЕФ наснавка. Благодарам. Ивана, floor is yours. Океј, фала. Бидејќи не пишавте сите преференции, јас ќе продолжам да зборам на македонски, со тоа што презентацијата ми е на англиски, има некои термини кои што ќе ги зборам на англиски, меѓутоа мислам дека ќе биде полесно за сите, доколку и тие термини ги имам шанса да ги објаснам и на македонски. Океј, само да направам share screen. Дали ми го гледате екранот? Да. Океј, супер. Значи, уште еднаш добро дојдовте и фала ви за заинтересираноста за денешната сесија на тема How can digital marketing help you grow your business. Предпоставувам сите сте тука дојдени за да видите како можете да ги напредите вашите бизнеси
во сферата на дигиталниот маркетинг, кој последниот период сигурна сум дека сите имате приметено дека се по активни стануваат бизнисите во своите дигитални маркетинг активности, поради тоа што ќе видите и сами според некои метрики што ќе ви ги покажам, се повеќе се гледа дигитална трансформација и нејзините бенефити кои ги носат на мали и на големи бизниси. Пред да започнам официјално со презентацијата, сакам да се представам на кратко јас и што представува Галексија. Галексија, за тие што немате чуено, е бизнис кој што ја носи првата и единствената програма во земјата која што нуди глобално признат сертификат во дигитален маркетинг за персон јуз. Значи, тука покрај тоа што добивате знаење од аспектот на дигиталниот маркетинг, сега главно програмата CDMP не е активна, добивате еден светски признат сертификат со кој што можете да барате работа и вработување и надвор од границите на земјата и во некои фирми како што се Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, IBM, бидејќи самите тие фирми ја имаат крирано оваа програма. Програмите се акредитирани од Digital Marketing Institute, за тие што не знаете, тоа е најголемиот институт за дигитален маркетинг во светот и е креиран во Даблин, Ирска. И со учествување на програмите на Галексија, покрај тоа што добивате знаење, сертификат, добивате и пристап до глобалната платформа на DMI. Накратко за Галексија, следната група ни започнува на 23 ноември, со оглед на тоа што започнавме со работа официјално во февруари. Сега ова ни е 5-та или 6-та група, така да супер иде. Имаме онлайн класови, поради ситуацијата со корона, моравме така да се приспособиме и супер функционира тој процес. Имаме групи од максимум 15 студенти, 6 тренери и ментори за различни модули, проекти за реални компании, каде што сега последните два ни се за Viva и за Божиновски. Имаме mentorship sessions, имаме career counseling, имаме подготовки за самиот испит, бидејќи не сепак е за сертификат кој што е светски признат, самиот испит е малку потежок, и имаме потоа employment opportunities. Тоа беше значи за Галексија. Се приклучуваат нови луѓе, само секунда. Накратко за мене, јас конкретно во Галексија предавам на social media и email маркетинг модулите. Меѓутоа, исто така, на страна од тоа, во Галексија работам со овие канали на дигиталниот маркетинг, имам доверни точки со некои други. Јас искуство почетно имам во традиционален маркетинг, со тоа што завршив на економски на маркетинг и самата програма за тие што имаат учено таму или кои што знаат за маркетинг на економски, до пред година дена две беше стриктно за традиционален маркетинг. И сама ги поврзав точките, да кажам, преку учење и преку поврзување со дигиталниот маркетинг, бидејќи видов таму поголем потенцијал, а и уште повеќе ако се поврзе со традиционалниот маркетинг. Пред да започнеме со презентацијата официјално за темата, сакам да ви кажам дека слободно, доколку имате некои прашања во текот на презентацијата, доколку имате некој пример, нешто да се вклучите, слободно, можете да ме прекинете или кренете рака или само unmute направете. Исто така, бидејќи самата тема дигитална трансформација и дигитален маркетинг, општо за како може да потекне на вашиот бизнес е многу голема тема, има многу што да се зборува. Доколку имате нешто што сакате да прашате, а јас не го спомнам, слободно можете да се приклучите и да не се срамите. Окей. Прво ќе поминаме table of content, прво ќе поминаме традиционален versus digital marketing, why go the digital way, digital marketing channels and how to utilize them, omnichannel strategy and buyer journey, digital transformation framework и Q&A session, со тоа што, како што кажав, можете слободно, доколку имате и во текот на предавањето некое прашање да прашате. Прво нешто, традиционален и дигитален маркетинг. Како што можете да видите од првата дефиниција, traditional marketing refers to any type of marketing that isn't online. This means print, broadcast, direct mail, phone, outdoor advertising, billboards, newspapers, радио. И овој метод на маркетинг помага да дојдете до некој таргет публик.
Сега, што е разликата во дигиталниот маркетинг? Како што можете да видите, во самата дефиниција која што има за дигитален маркетинг, ви пишува is the component of marketing that utilizes internet and online-based digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital media and platforms to promote products and services. Сите што сте тука, сакам да ви поставам едно прашање. Дали вие до сега имате некакви напори во развој на дигиталниот маркетинг за вашите бизниси или имате нели намера понатака да продолжите да правите некаква дигитална трансформација за вашиот бизнис? Дали сега подобро се слушам? Океј, супер. Добро, еви нови луѓе влегуваат, така да ако сака некој да се приклучи, да сподели своето искуство со дигиталниот маркетинг во однос на насока на нивниот бизнис, дали е во почетна фаза, дали веќе подолго време има некакви напори од тој аспект или сега општо размислувате за тоа? Ако сакате, јас би можела да кажам нешто. Значи, јас да бидам искрена допред како инженер, допред кратко не му давав толку важност на маркетингот како компонента, пошто за мене беше најбитно да кажам да направам прототипи толку, мислам онака, после тоа ќе се шири самиот продукт и ќе се шири сам по себе. Но со читање и со размислување после неколку книги сватив дека уствари без добра маркетинг кампања или стратегија, самиот продукт нема шанси да успее. И посебно што дигитал маркетинг иде у дирекција на што се вика да ти навлезе во психологија дури пред да го продадеш продуктот. Така да моментално сваќањето ми е дека е толку битна компонента што ние самите секој ден правиме дигитал маркетинг и на самите нас, онака и кога имаш Facebook, кога имаш различни медиуми, ти го ја користиш таа платформа што се вика секојдневно. Така. И баш ето што спомна продукти што се прават и во традиционалниот маркетинг има една како формула дека маркетингот се содржи од 4P, тоа ви е pricing, product, спаѓа тука promotion, така натака, значи целиот процес на креирање на производ, на услуга, на било што сакате да го продадете, вклучува, тешко да кажам, маркетинг и многу ретко се случува нешто или некој производ или услуга да успее доколку нема никакви маркетинг напори направени. Тука имаме исто така една табела со некои општи разлики кои што се помеѓу traditional и digital маркетинг. Првото нешто е the way media is consumed by an audience. Како што можете да видите тука имате mass audience и individual audience. Што би значило ова? Самото значење тука не е дека, например, како дигитални маркетери или како традиционални маркетери, вие кога сте традиционални маркетери дека буквално на сите им давате како некоја медија за да има consumption или дека под digital како individual се смета да креирате посебно за секој потенцијален customer некаков тип на кампања. Главната разлика тука е тоа што кога вие креирате нешто за традиционален маркетинг, дали е тоа реклама, дали е тоа радио реклама, флаери или телевизиска реклама. Тука вие главно се фокусирате на mass audience и сакате да допрете до некоја масовна публика и повеќе луѓе. Додека под individual audience тука се смета креирање на посебни бар персони и креирање на повеќе различни, например, компоненти од аспект на една кампања за да ги задоволите сите тие индивидуални audiences. The level of investment committed to the medium consumed by an audience. Под traditional ви е passive audience, под digital ви е active audience. Ова е така затоа што, например, под traditional би се сметала реклама. Под passive audience вие не знаете како луѓето ќе реагираат на таа ваша реклама која што имате. Вие не знаете дали воопшто сите луѓе кон кои ја наменате ја виделе, дали се пуштила таа реклама на телевизија додека имало филм, па станал човекот и не ја видел рекламата или отишол, не знам, да земе нешто до кујна и не ја видел таа реклама, меѓутоа вие мислите дека може би ја видел. И тука нема да има никакво реагирање. Додека под
active audience, кај самиот дигитален маркетинг, ви се смета самото тоа што вие имате многу повеќе дата и многу повеќе информации во однос на тоа што прават луѓето со тој контент кој што вие им го давате. Како тие реагираат на тој контент, дали им се свиѓа, дали сте пуштиле ад на social media, па има лајкови, има коментари, или нема ни лајкови, ни коментари, нема ни кликови, нема никаква интеракција, и со тоа можете да направите промени на сите тие дигитални активности во однос на тоа какви информации повратни ќе добиете за луѓето кои сакате да ги таргетирате. Потоа ви е the development of a message to a broader or niche audience. Имате тука по traditional many и по digital one-to-one. Ова ви е слично на mass individual audience, со тоа што со traditional вие пробувате да стигнете до повеќе луѓе, и гледате, например, самите реклами кои што се структурирани дали на радио, дали на телевизија, се насочени кон една генерализирана публика, да кажам. Може би има како таргет персона направено да таргетираат луѓе од тоа до тоа годиште, меѓутоа со самиот канал кој што го користат, не можат точно да предвидат дали тоа годиште ќе го таргетираат. Ако ја, например, имам некакви информации дека сите гледаат луѓе од 30 до 40 години, можам да направам некоја реклама за мојот производ од аспект на тоа да биде насочена нели кон бенефити кои ги имаат тие луѓе од тоа годиште, меѓутоа тоа не мора да е точно. Додека под one-to-one во дигиталниот маркетинг, вие можете да направите повеќе таргет персони. Ако, например, јас знам дека таргет персони ми се мене од 20 до 40 години луѓе што имаат, дека се движат дека живеат на одредена локација, дека треба да имаат одредени интереси, можам да направам повеќе различни баер персони. Ако некој досега има работено конкретно за social media, самото таргетирање на social media нуди многу опции од аспект на тоа локација, каде се наоѓаат луѓето, кое годиште се, какви преференции имаат за купување, дали сакаат онлайн да купуваат, дали не сакаат, дали имаат купено нешто онлайн во последните 10 дена, дали имаат лајкнато од други страни од аспект на вашата страна. Значи, самите опции за таргетирање и за стигнување до вашата публика се многу поголеми и порелевантни кога станува збор со дигиталниот маркетинг. Потоа имаме the strategy of acquiring an audience attention via push or pull content tactics. Имаме тука outbound и inbound. Тоа би се типови на маркетинг и типови на стратегии. Inbound е pull стратегија. Односно, тука вие правите attracting leads by providing content that is helpful for them and that will organically lead to engagement. Значи, тука под inbound маркетинг, во дигитален маркетинг, вие привлекувате луѓе со креирање на контент кој што е helpful за нив. Додека под outbound маркетинг, вие креирате контент и го покажувате тој контент на повеќе луѓе, на колку што е можно повеќе луѓе, за да ја зголемите самата публика. Главната разлика би било тука, што со inbound маркетинг, сите овие горе активности кои што ги видовте, може да вие да таргетирате точно кои луѓе ги сакате со точно каков тип на контент сметате дека тие би требало да добијат од ваша страна. И при креирање на стратегија за традиционален маркетинг и при креирање на стратегија за дигитален маркетинг, треба секогаш да имате на ум и да имате креирано core buyer persona. Дали некој од вас е запознаен со core buyer personas? Core buyer persona ви е генерализација или предпоставка креирање на профил на луѓето кои што би биле заинтересирани за вашиот производ. Сега ќе ви покажам еден секунда. При креирање на core buyer persona во дигитален маркетинг имате многу различни компоненти кои што можете да ги вклучите. Ова ви е пример за една core buyer persona од дигитален маркетинг. Значи, вие креирате персонал профил, дека човекот кој што би купил
potential Drake Motor Small SUV buyer би бил 42 годишен човек кој што е онар на late model Ford Escape, татко е на 2 деца, има уште игра тимски спортови и така натака. Значи, ова не ви е дадено како однапред нешто кое што нели треба да го имате и да го најдете од некаде, туку ова се креира посебно за секој производ, за секоја услуга. Ние, например, за Galeksija имаме креирано типови на Core Buyer Personas. И главната разлика што сакам да ја посочам тука со Core Buyer Personas е што во традиционален маркетинг вие може да креирате една генерална Core Buyer Persona. Меѓутоа, ете, например, во дигитален маркетинг, конкретно за Galeksija, бидејќи ние нудиме акредитирани сертификати. Луѓето кои штидат кај нас на академија имаат од 20 до 50 години. Има некои кои што сакаат да се вработат, има некои кои што сакаат да направат промена во кариерата, има некои кои што почнале на некој начин со дигитален маркетинг и сега тука ја треба да знам да направам 4 или 5 различни Core Buyer персони врз основа на тоа што луѓето сакам да видат дека можам да им понудам. Ако ја гледам дека на некој човек му е побитно дека има веќе искуство во некоја работа и побитно му е да направи промена во самата кариера, тогаш ќе му дадам на него таков тип на контент кој што ќе му одговара со тоа. Доколку гледам дека на некој повеќе му одговара дека тоа што имаме глобално признан сертификат, тогаш тие кампањи или тие адови или тој контент кој што ќе го ставам на страната ќе биде во таа насока. Значи секогаш треба да се погрижите дека ќе имате креирано Core Buyer Persona, без разлика дали е традиционален или дигитален маркетинг, со тоа што нели многу повеќе предности имате од аспект на дигиталниот маркетинг. Тука имам ставено Извини, едно прашање ако може. Да. Значи, кога ги спомнуваш традиционалниот и дигиталниот маркетинг, дали може да се каже дека дигиталниот маркетинг го е инклузив за на кај традиционалниот, така наречено дека еден ден ќе имаме само дигитален маркетинг, или мислиш дека има проекти или ситуации или онака use cases каде што дигиталниот маркетинг нема да е доволен и традиционалниот маркетинг ќе биде потребен? Вака, дефинитивно нема да се исклучи скроз традиционалниот маркетинг, бидејќи тоа е самата основа до некаде на дигиталниот маркетинг. Меѓутоа, може да се каже дека 70% од активностите во однос на тоа каква индустрија сте, каков бизнес и што одговара, би биле насочени кон дигитален маркетинг. Традиционалниот маркетинг, како што кажав, нема да се исклучи скроз, меѓутоа најдобро е да се направи комбинација на двете. Затоа што ете како традиционален маркетинг би се сметало и нели директни повици, јавување на клиенти и сега еве како пример пак ќе ја кажам Galeksija, ние имаме на пример lead generation кампања која што ја водиме преку социјални медиуми, преку LinkedIn, Facebook, Instagram и тука ние собираме лидови и луѓе контакти преку дигитален пат, така онлайн се правиме. Меѓутоа потоа треба да дојде до тој момент каде што ние ќе им се јавиме на луѓето и ќе имаме некаков директен контакт со нив, за да им испрезентираме што сме ние, како сме ние, каде се наоѓаме, што правиме и така натака. Значи, моментот на традиционален маркетинг нема да се исклучи, нема да го снема, да кажам. Меѓутоа, самиот дигитален маркетинг зема се поголем замав. Баш поради тоа, како пример ја ставив самава слика од истражување кое што имаат направено Hootsuite за COVID-19 и сега како што знаете со целата ситуација во светот, многу бизнеси и пропадна. Поради тоа што нели карантин, затворени продавници, има некои мали бизнеси кои што работат само баш како мали продавници кои што немаат некаков дигитален дигитални напори и поради тоа многу од тие продавници и многу од тие бизнеси, да кажам, пропадна. Додека самите e-commerce продавници добија многу поголем профит и ревенју во однос на другите. Како пример можам да ви кажам, еден клиент што имаме за Вруто која што работам, тие си e-commerce продавница и продаваат онлайн бон брод. Значи тоа е тип на супа кој што се прави како понашки пача би било тоа, така се вика. Они во споредба со минатата година, истиот период, има зголемено 800% ревенју приходи. Само поради ситуацијата со COVID и со генерално со купувањето онлайн. А и како што можете да приметите, многу од буквално
дури поголеми маркети кои што се сега веќе прават онлайн продавници каде што ќе може да нарачувате, има апликации за нарачка, буквално јас лично не знам човек што се уште нема нарачано нешто од AliExpress или од Amazon или од било каде. Значи, самите напори во дигиталниот маркетинг, многу луѓе почнуваат да ги согледуваат, да кажам, и што можат тие да добијат од тоа. Затоа што, ете и како пример, понатака ќе видите во презентацијата, се смета и дигиталниот маркетинг како по-кост ефектив. Ќе видите во кои насоки, меѓутоа, еве според ово истражување конкретно, more likely to shop online. Првото ви е percentage of 16 to 24 year olds who expect to shop online more frequently. 51%. Потоа имаме од 24 до 34, 49%, 35 до 44, 51%, 45, 54, 48. Значи, гледате како се движат процентите. Со тоа што овие од 35 до 64, предходно пред да се случи цела оваа ситуација, беа под 30% сите. Значи, ете сега како пример можам да ги земам и моите дома и буквално и баба ми има направено и профил на Facebook и некогаш се случува дури да купи и она нешто онлайн. А многу луѓе сметаат дека баш постарите генерации би биле против тоа. Меѓутоа како што иде времето, гледате дека и тие се приспособуваат и идат во насока на дигиталниот маркетинг, како што кажа. Извини, не ми текна името како беше што се приклучи. Дури ние секојдневно и да не сте свесни, вие секојдневно сте дел на некој начин од тој дигитален маркетинг. Со тоа што вие ќе кликнете на некој ад или ќе побарате нешто на Google, со тоа вие влагате во некој дигитален маркетинг фанел, каде што после ете ја на пример или некој друг кој што работи на дигитален маркетинг ќе види, овој човек кликнал, според некоја дата можам да видам колку до колку во кое годиште спаѓате, дали сте машки, дали сте женски, какви преференции имате, тука ја ќе можам да речам, добро, сега ќе знам како понатака да идам со овој човек како да постапувам, нели? Или исто така, доколку кликнете некогаш или побарате нешто на Google и отворите некоја страна и после во наредните денови ви се случува и на Facebook, и на Instagram, и на LinkedIn, и било каде да имате адови од таа страна. Така ви се има случајно? Нажалост, многу често. Тоа е тој тип на ремаркетинг, што за дигиталните маркетери е како Holy Grail, бидејќи е многу поевтино отколку ја, например, да барам нови луѓе. Тоа и во традиционалниот маркетинг многу е по-ефтино да ги задржите постоечките луѓе и да ги конвертирате во loyal customers, отколку да добивате нови лиц. Вака веќе знам дека некој кликнал, видел, се заинтересирал за нешто и тука ќе знам. И сега ако гледам дека си кликнала на нешто и се задржала на таа страна, ќе ти пуштам еден тип надови. Гледам дека тие не функционираат. Ќе речам, добро, можеби овој човек сака нешто во друга насока да му покажам. И тука имате цело време ремаркетинг и доколку се случи, нели може ќе станете customer, може ќе имате некаква поголема интеракција или може ќе остане само на тие ремаркетинг кампањи. Тоа се зависи до тоа колку знае самиот бизнис, самиот човек да ве интригира, да кажам, за вие да земете некаква постапка за дали за купување на некој производ или на некоја услуга. 15% growth rate across social platforms во однос на дигитален маркетинг и на продажба. A third of consumers are using social media to escape COVID-19 content. 55% boost in LinkedIn users. Значи, ова се само некои статистики, некои факти, доколку побарате и сами на Google. Дигиталниот маркетинг буквално процвета во време на корона. Колку и да звучи тоа лошо, да кажам. Сите луѓе, ние бевме во карантини, сите луѓе кога седат дома, што прават? Седат на телефони, седат на интернет, гледаат. Многу поретко се случува никој да гледа телевизија, отколку да седи нели на телефон или на лаптоп или на таблет и да прави нешто во тој аспект. Why go the digital way? Тука ми се наведени неколку работи. Првото ви е cost effective. Потоа идеме delivers conversion, improves visibility, better customer experience, lets you go global, accurate data и lead generation. Првото, cost effective.
ова е малце дискутабилно, меѓутоа се смета како cost effective, бидејќи самото тоа што го добивате како повратно од дигитален маркетинг, може да ви биде или премногу ефтино, доколку знаете што правите, или доколку правилно ги насочите вашите ресурси, или може да ве чини. Меѓутоа, самото тоа што, например, снимање на реклама и пуштање на реклама на телевизија. Јас конкретно не знам како се движат цените за тоа, доколку знае некој, слободно може да се приклучи да ни каже, меѓутоа сметам дека е малце по костли, да кажам, дека треба да се вложи буџет во тоа. Сега, не викам дека во диджитал медија или дека во некои други типови на кампањи не треба да се вложи тој напор. Меѓутоа, што е разликата што ја имаме со пуштање, например, реклама на телевизија и со пуштање на некоја реклама на Facebook или на Instagram? Кои метрики јас ќе можам да ги добијам за тие луѓе на кои што сум им ја дала мојата реклама на телевизија, а кои ќе можам да ги добијам за тие што сум им ја пуштила самата реклама на social медија? Многу повеќе може на социјалните мрежи, со оглед на тоа што секој од нас на профилот има наведено колку толку некој опис за самите нас и со оглед на тоа што и колку сме интерактивни на одредена, да речеме, социјална мрежа. Алгоритмот на таа мрежа многу открива за дигиталните маркетери. Така што агрегацијата на податоци и информации со кои што еден бизнис може да располага, особено кога станува збор за маркетингот и секако продажбата, е многу поголем со дигиталните алатки и во, да речеме, опсегот на дигиталното маркетирање, без разлика дали станува збор за позиционирање на производ или на услуга, отколку на оние традиционални канали, а тука во тие традиционални канали е телевизијата. Така. Еве како пример, Софија пишала во USA 30 секунди за National Ad е 115.000 без трошоци за изработка. Сега, со 115.000, вие со адови, ете во USA би било да и тоа доста, вие можете многу повеќе да направите. Со тоа што, например, ако имате како податоци повратни од тој 30 секунди National Ad, ако имате повратни податоци, дека толку и толку луѓе го гледали или биле активни на тој канал. Како ја ќе знам колку од тие луѓе биле заинтригирани, колку воопшто го виделе, дали го догледале, дали им бил на мјут телевизорот само пуштен во позадина или нешто гледале. Додека ако имам веќе пуштено некаков тип на, дали на социјални медии, дали на Google, дали на некоја друга платформа, тука јас ќе можам точно да видам колку луѓе го виделе, колку луѓе скролнале покрај него, колку луѓе кликнале на самиот ад, колку луѓето од кога кликнале седеле на мојата страна, дали направиле нешто, дали купиле нешто, дали направиле add to cart и така натака. Значи, тука можете да видите многу повеќе информации кои што ќе ви помогнат во насока да ги приспособите понатамошните маркетинг напори, од аспект на тоа да подобрите и customer experience, и тоа што им се допаѓа на луѓето и тоа што не им се допаѓа. Ако јас, например, пуштам ад на National Television, тоа е веќе пуштено, готово, нема назад. Додека ако пуштам некаков тип на кампања, некаква кампања на социјалните медиуми, прво ќе можам јас одма да изреагирам ако немам резултати. Можам да ставам бит. Тоа ви е кога ставате на самите кампањи. Ако јас пуштам кампања за луѓето да кликнат на кампањата, можам да ставам максимум бит 0,2 и да се осигурам дека секој човек што ќе кликне на тој ад нема да ме кошта мене повеќе од 0,2. И сега, многу е битно, ќе видите од аспект на поврзувањето на сите канали на дигиталниот маркетинг. Ако ја, например, имам кампања со 9.000 линк кликови, можам да се речам, ова е супер, 9.000 кликови имам, ме кошташе ова $100, супер ова. Меѓутоа, можам потоа да отворам во Google Analytics и да видам, 9.000 кликови, меѓутоа луѓето седеле на страната кај што кликнале по 0 секунда, по 1 секунда седеле.
тука ќе знам дека треба да направам некакви промени, дека можеби тие луѓе кликнале, меѓутоа не ми се релевантни затоа што не се задржале доволно на самата страна. Второ ви е delivers conversions. Како што знаете, те спомнав и претходно, самиот дигитален маркетинг дозволува онлайн продажба, онлайн купување и многу повеќе се случува да има онлайн конверзии отколку директно, да кажам, за некои фирми. Дали е тоа, дури некои фирми се скроз базирани дигитално, како онлайн, немаат некакви продавници, можеби имаат само сторидж за тие продукти кои што ги чуваат. Меѓутоа повеќето се онлайн, да кажам, насочени, бидејќи гледаат дека имаат така повеќе придобивка. Дали знаете некоја компанија, например, што е стрикно онлайн, што нема физички продавници? Прие спомнавме AliExpress, мислам дека и AliExpress нема. Така, значи самите производувачи, да кажам, кои што продаваат на AliExpress, повеќето немаат, некои имаат и физички продавници, меѓутоа повеќето немаат физички продавници и стрикно го водат својот бизнис преку таа онлайн платформа. Improves visibility. Ако имате вие, например, Facebook страница или Instagram профил или на LinkedIn профил за вашиот бренд, имате многу поголеми шанси и многу повеќе луѓе ќе ве видат, отколку ако немате никакви дигитални напори. Со тоа што некои од овие дигитални активности можете и со добри насоки и со self-learning, може да се каже, да ги направите и без да плаќате некоја работна сила и да ги направите сами за да имате повеќе visibility. Предпоставувам сите или барем 80% од луѓето пред да купат нешто разгледуваат онлайн, бараат препораки, тестимониалс гледаат и така натака. Дури и некој да нема некоја онлайн продавница, може да се случи да ете од некоја продавница ќе купам нешто, јас некој капут, можеби ќе ставам слика со тој капут и ќе ми пише некој во коментари и супер ти е капутот, каде го купи? И сега ќе ги побарам и гледам дека немаат продавница, дека немаат онлайн страна луѓево и ќе пишам само и од една продавница вака и вака се викаше, ваму се наоѓаше. Значи вие некогаш и да не сакате, сте присутни онлайн, бидејќи тоа иде како автоматски. Во денешно време сите се присутни онлайн и не може да се избега од тоа. Better customer experience. Ова е една од клучните работи и таа двонасочна комуникација која што имате со дигиталниот маркетинг е буквално незаменлива во однос на тоа што треба да им се понуди на самите потрошувачи. Со тоа што некогаш некои маркетери знаат да се и премногу нападни, да кажам. Во самиот модул кој што го предавам јас на Галексија, social media, а и општо за цел и за контент маркетинг модулите, многу е битно да имате, да кажам, умерено да идете со таа промоција, затоа што тоа купете го најдобриот производ од нас, тоа одамна изумре со цела конкуренција што има од аспект на дигитално маркетирање, помеѓу бизниси, тогаш тоа нема да ви е доволно за да купи некој од кај вас. Се смета како Golden Rule 80-20. 80-20 како Golden Rule што се смета е 80% од контентот што го имате, дали на веб страната, дали кога постирате на social media, дали кога правите блог постови или било што. 80% да ви биде informational, додека 20% да ви биде како promotional, како селзи. Ова би било како пример може да се каже ако имате некоја крема за старење со колаген, против старење, извинете. И сега има милион такви креми и може да има advertisers кои што ќе викаат ова е најдобрата крема, купете ја сега, оваа крема е најдобра на пазарот и така натака. Меѓутоа многу е поразлично ако вие на пример кажете колагенот служи за ова и за ова, колагенот е една од најбитните работи кои што може да ви помогнат на вашата кожа против старење, а во нашата крема има вклучено толку и толку колаген, земете ја сега со 20% попуст. Многу е поразлично кога
така ќе им пристапите на луѓето и имате многу подобар customer experience кога сте по personal, да кажем, затоа што дигиталниот маркетинг си има и своји негативни страни. Како пример, некогаш може многу да се смета ладно и самиот пристап да биде поизвештачен, да кажем, поради тоа што немате допирна точка секогаш што некој директно, туку гледате само адови, се е преку некои платформи, се е преку некои алгоритми, меѓутоа можете тоа да го смените со тоа што на самите customers ќе им донесете некое искуство и некое поперсонализирано искуство и поголема блискост. Како многу добар трик што веќе го користат скоро сите за дигитален маркетинг, се смета буквално ако примате имейл маркетинг, ако имате нюслетери, некои можете да видите дека многу од нюслетерите или мейловите кои што ви стигаат би биле, например, ако е од Галексија, нема да биде само Галексија, туку ќе биде Ивана од Галексија. Ако е за некој ад или за нешто такво, може поперсонализирано искуство да имате. Ова се смета за добра практика, бидејќи така ги доближувате малце повеќе самите customers до вас. Може да слободно да отворите и да видите, баш да ми кажете конкретно за имейл маркетинг, дали имате повеќе така насочени кампањи кои што ви пристигаат. Ова се смета како дел од customer experience, со тоа што им се доближувате и давате некој лице за контакт кој што ќе збори директно со луѓето, отколку само да идат некои адови, имейлови директно преку платформите. Let's You Go Global ви е поврзано со Improve Visibility. Вие можете многу да добиете со тоа што ќе почнете или со дигитален бизнис, без разлика дали имате вие милион конкуренти кои што се во иста насока со вашата, вие можете да отидете глобал и можете да влезете во тој пул, да кажем, на фирми кои што прават дигитална трансформација со цел да им се зголеми visibility и самиот профит. Последните две, Accurate Data и Lead Generation, ви се едни од најбитните компоненти кои што можат да ви кажам да ве убедат, да кажам, да отидете кон дигитален маркетинг. Со самото тоа што имате таа дата, без разлика дали е тоа за какви луѓе купуваат од кај вас, за кои луѓе најмногу се задржуваат на вашата страна, за кои луѓе купиле еднаш, купуваат еднаш месечно и така натака. Со самата таа дата што ја имате вие за луѓето, можете многу подобро да направите понатамошни стратегии за вашиот бизнис и од аспект на дигитален маркетинг и од аспект на традиционален маркетинг. И можете многу подобро да ги увидите грешките кои што ги имате направено, каде треба да се направат промени, дали некој производ треба да се укине, дали треба да продолжи да се произведува, дали треба да му се направат одредени промени и така натака. Под Lead Generation, cost per lead, вие колку веќе еден лид кој што го добивате за вашиот бизнес. Во дигитален маркетинг, cost per lead, вие буквално 10 пати поевтино од колку cost per lead во традиционалниот маркетинг. Со сите тие прашалници што ги има да се пополнуваат, квизови, ете формата вие денес што ја пополнисте за настанот и сето тоа, вие за вашите бизниси добивате лидс, а за тоа дали се тие квалитетни или не, понатака може тоа да се провери преку понатамошен дигитален маркетинг или преку јавување на самите лидс во зависност од тоа во која индустрија се наоѓате. Ако продавате производи, ете како што спомнав, можете ремаркетинг да им правите до бескрај на луѓето и да им се појавувате цело време. Ако продавате ако имате услуга некоја, доколку треба да има поличен контакт, да кажем, да им се јавите на луѓето. Тогаш тоа можете да го направите преку модифицирање на тие форми, за тие да ви остават и телефонски број. Самите бенефити кои што ги добивате од дигиталниот маркетинг се огромни, меѓутоа, како што кажав, најбитно е да знаете како да ги насочите правилно ресурсите, затоа што не е ова едноставна работа што може преку вечер да се оствари и одеднаш сите ќе станеме дигитални маркетери и сите ќе имаме одлични дигитални трансформации. Треба да се вложи напор, треба да се вложат и ресурси и треба за некои работи време за да успеат. Дали до тука имате некои прашања?
Океј, доколку не, можеме понатака да идеме. Идеме со digital marketing channels и how to utilize them. Значи, самиот дигитален маркетинг има повеќе канали. Првото тука што ви е ставено, ви е pay-per-click маркетинг, потоа имаме social media, email маркетинг, вебсайт, content маркетинг и SEO. Дали сте запознаени со некој од овие канали на дигиталниот маркетинг? Дали користите за вашиот бизнисите, например, само social media или само email маркетинг или само вебсайт имате, не користите нешто друго, така натака. Океј, првото ви е pay-per-click маркетинг. Овој канал ви овозможува да добиете повеќе инсайт за заинтересирани публики. Како што публиката активно бара, например, некои keywords, поврзани за некој issue што го имаат тие. Со користење на paid search може да отидете до врвот на страната. Еве како пример. Ева повторно ќе земам Галексија и ќе пишам Digital Marketing Академија. И први секогаш ви излагаат тие адови. Така имате Brainster, има Creative Hub, потоа пак има Brainster, Academy Difference, Semos имаме, Graphic Design, услуги и така натака. Значи првите овие што ви ги излагаат, кај што ви пишува, ви се тие добиени со pay-per-click. И тоа ви се вика, например, бидување за одредени keywords. Тие што имаат некакво искуство со Search Engine Optimization или со Google Ads, можат да знаат дека, например, можете да бидувате на одредени зборови. Ако јас сум, например, ако јас работам во некоја, имам моја пицерија, така, и многу често се случува луѓето онлайн да побараат нарачај пица Скопје или нарачај храна, нешто во таа насока. Ја можам да бидувам и да направам pay-per-click конкретно за тоа што ми треба луѓето што пребаруваат и така ја да излагам прва. Organic Search ви спаѓа под SEO, Search Engine Optimization, и ова е една од главните тактики во дигитален маркетинг, која што е една најевтина, да кажем, бидејќи не вложувате директно во кампањи или во некакво плаќање ресурси, повеќе се вложува во креирање на контент или на користење на некои типови на keywords. Тука доаѓате до discovery, awareness, interest, зголемување за самиот бренд. Колку пати ви се има случајно кога барате нешто Google да отидете на третата или на четвртата страна од Google? Па многу ретко, јас би рекла. Не се случува баш. Доколку ги најдеме податоците кои што ги бараме веднаш на првата страна. Или податоци кои што, да речам, се ни даваат најпресниот податок, најточниот или содржински најбогат, тогаш не чувствуваме некоја потреба дека треба да листаме и да стигнеме до 10-та страна. Сум стигнала во 10-та страна, кога нормално сум можела, многу ретко, кога сум барала нешто што не за текстот, каде што текстот не е добро среден и не е добро уреден, па така да алгоритмот не може да го читат и не е оптимизиран. Тие текстови не имаат некоја шанса да се најдат на првата страна. Помалку од 5% Исто например, кај мене се случува следново, јас кога барам нешто, ја гледам првата страна што е контентот и ако не пасува со тоа што го барам, тогаш ги минувам повеќе search keywords, оние keywordите што ги ставам го. Значи не идам на втората страна, туку повеќе, да кажам, фидбек лупот ми е накај горе, накај да смениш што си побарал, да го парафразираш тоа. Да. Самото тоа кажува, помалку од 5% од луѓето кога ќе побараат нешто на Google, идат на трета или четврта или петта страна. Тоа ви укажува на тоа колку е битно да имате оптимизиран SEO и да имате нели повисок ренкинг. Сега, ова е многу битно, меѓутоа исто така многу потешко се постигнува и треба многу време прво за да се креира нели таков тип на контент кој што ќе ве стави на
првата страна на Google, да креирате репутација на доменот, да продолжите со креирање на контент кој што ќе ве одржи нели на првата или на втората страница во најдобар случај. И исто така треба нели да имате тука различни link building, па backlinks имате доколку ставате до некои домени. Самиот процес на search engine optimization е многу долг и да кажам треба да имате искуство, треба да знаете што правите за да можете да го постигнете тоа што сакате. Меѓутоа самите резултати кои што се добиваат од organic search се многу големи, затоа што кога ја например или вие нешто кога ќе побарате на Google и кога ќе ви излезе на првата страница, тогаш ретко се сомневате дека тоа е нешто кое што нели не би било окей или не можете да го искористите. Многу често се случува како што кажа, повеќе да се смени горе самата фраза која што ја пребарувате, отколку да се смени страницата и да се отида на втората страница. Потоа вие social media. Social media платформите ви се примарни канали за креирање на awareness и на интерес низ контентот и за social engagement. Многу ретко се случува луѓето прв пат да видат некоја реклама на social media платформа и тие одма да купат нешто. Значи, понатака имаме и за buyer journey, како се движи самиот фанел, ќе го видиме и тоа, меѓутоа многу е клучно да се знае дека social media платформите се користат главно за првите фази за интерес и за awareness на самите луѓе. Затоа што многу ретко се случува да се види нешто онлайн, мислам на некоја платформа и одма е супер, ај ќе го купам ова. Не, прво барате, па разгледувате, па гледате ако кликнете на некоја страна reviews, па барате некоја компарација да направите. Меѓутоа ако веќе еднаш купите од некаде или направите add to cart, тогаш нели ќе ви се појавуваат цело време, ќе ви се појавува тој бренд и тие типови надови што ќе ве насочат нели да купите повторно. Многу е битно да се знае ова на social media, дека се во почетните фази, затоа што многу луѓе се разочаруваат и очекуваат кога тие ќе пуштат некоја кампања на social media, дали ќе е тоа за производ или за било што, и се разочаруваат ако немаат доволно конверзии. Не може одма така да се пушти, да кажам, прв пат, ајде сега купете тука, туку треба нели прво да се гради nurturing, да се прави на самиот customer. Како пример, повторно ќе ја дадам Галексија. Ние бидејќи продаваме некој тип на услуга, каде што на луѓето им даваме знаење, им даваме сертификат. Јас не можам да очекувам дека ќе пуштам некој на social media, кај што ќе пишува запишете се на Галексија и добите сертификат и да очекувам одма тоа да функционира, нели? Поради тоа има процес каде што вие треба да креирате некаков тип на фанел, каде што знаете како ги водите луѓето. Например, ќе пуштам прво кампања каде што ќе им кажам на луѓето кој е значењето на дигиталниот маркетинг. Потоа ќе пуштам кампања каде што ќе им посочам на луѓето зашто е битно да се има сертификат или знаење од таа сфера. После за Digital Marketing Institute, па понатака нели сиде со тие ремаркетинг кампањи, за на крај да дојде до тоа што е Галексија, зашто да се запишете тука. Социјалните медии имаат многу клучна улога, да кажам, во градење на една дигитална маркетинг стратегија, меѓутоа секогаш и треба да знаете кон кои платформи да се насочите. Многу често бизнисите сакаат да се присутни секаде и креираат платформи на секаде, меѓутоа ако немате доволно ресурси за да ги одржувате сите тие платформи, тогаш е подобро да не се ни прават. Вие ако веќе се одлучите нели да креирате, треба да видите прво кои платформи ви одговараат најмногу на вас од аспект на индустрија, од аспект на бизнис, каде е вашиот таргет маркет и така натака. Значи не може, мислам, не е препорачливо да се креираат, например, да имам јас бизнис и да креирам и Facebook, и LinkedIn, и Instagram, и Twitter, и секаде да ставам ист тип на контент и да очекувам луѓето да се фасцинирани. Ако јас знам дека луѓето, например, кои што јас сакам да ги таргетирам, ми се од 20 до 30 години, тогаш ќе речам, според овие бенчмарк статистики, гледам дека најмногу луѓе во тоа годиште се наоѓаат на Instagram. И така ја ќе можам да се одлучам, наместо да посочам да имам напори на 5 различни платформи,
и да губам време на тоа. Јас ке знам дека, например, таргет публиката ми е на оваа платформа и ќе можам цело време да го насочам во таа една платформа и да добијам повеќе резултати отколку ако имам 5 различни платформи. Следно ви е имейл маркетинг. Интересно нешто за имейл маркетинг е што слично со традиционален маркетинг, многу луѓе сметаат дека имейл маркетинг е нешто што е во фаза на изумирање, меѓутоа тоа воопшто не е точно. И доколку побарате ревенју на e-commerce продавници, average revenue им доаѓа 75% од имейл маркетинг. Што мислите како се прави ово? Имейл маркетинг најчесто ви се користи во фазата на конверзија, доколку сакате да направите некој, да изнудите, да кажем, од некој, доколку сакате лојалти, така натака. Колку пати ви се има случајно да ви стигнат типови на мејлови "Did you forget something in your cart"? Ви се има случајно? Искрено ретко, скоро ич. Ама може јас не го мислам, јас не многу што добивам имејлови се кога ќе се сабскрајбнам на некој Да, мора нели да се направи subscribe за да може да те стигне имейл. Многу често, дури 75% од ревењу што имаат e-commerce продавници ги добиваат од тие, да кажам, add to cart мејлови. Бидејќи со тие add to cart мејлови обично доаѓа нели дополнителен попуст или ви создаваат некој sense of urgency, уште еден ден ви трае оваа понуда, искористете ја сега и така натака. Потоа ви е вебсайт. Вебсайт optimization ви е една од најбитните работи што треба да ги направите. Мислам, сите се битни, како што можете да приметите по тоа што го зборам. Ке видите како Omnichannel како се користат заедно сите овие канали. Website optimization ви е многу битно да спек на тоа каква ви е брзината на страната, какви слики имате на страната, каков ви е доменот на страната, navigation, responsiveness, дали ви е окей на телефон, дали ви е на десктоп окей, каков тип на контент имате, каков ви е процесот, дали треба некој човек за да купи нешто од кај вас да направи 5 чекори, дали треба да направи 10 чекори. Сите овие работи што ги дискутираме тука, кои што се дел од дигиталниот маркетинг, се многу битни и посебно, меѓутоа и како меѓу себе, затоа што не може едното без другото. Потоа ви е контент маркетинг. Контент маркетинг ви е процесот на креирање на некаков тип на контент и ова е како клучно за inbound strategy. Ова ви е креирање на тип на контент кој што е насочен кон вашите потрошувачи, кон тоа да им се решат некои нивни проблеми. Значи, ова е тука главната разлика што може да се види со таа pull и push стратегија. Контент маркетинг може да ви придонесе многу и аспект на SEO, на тоа како изгледа самата страна, како ви е структуриран целиот контент на страната, какви типови на кампањи креирате, какви типови на paid pay-per-click имате. Значи, контент маркетинг ви е една, да кажам, многу длабинска тема која што се поврзува со сите овие други канали. Тука може да видите како еден график. Прво ви е e-commerce сайт, онлайн marketplace, brick and mortar store, word of mouth, social networks. Самата поврзаност, ето тука може да се спомне и традиционалниот маркетинг. Поврзаноста на дигиталниот маркетинг и на традиционалниот маркетинг е неизбежна, затоа што сепак се работи за нешто што произлегло од другото нешто. Меѓутоа, нели не треба секогаш да се ослонувате само на една работа, како што ете повеќе фирми сега започнуваат некаков тип на дигитална трансформација, тоа не значи дека треба да се заборават тие традиционални маркетинг активности. Тука имаме еден тип на канали, тип на channels. Имаме single channel, multi-channel, cross-channel и omni-channel. Првото, како што можете да видите, single channel, вие доколку имате само некаков тип на продавница и имате двонасочна комуникација. Потоа имате multi-channel би било доколку вие се јавувате на вашите потрошувачи, доколку
имате некаков тип на продажба по различни канали. Cross-channel, гледате главната разлика тука е што вие се поврзани. Например, тука ако некој дојде во продавница, вака само ќе го комуницирам, ако некој се јави или јас се јавам, значи вака ќе го комуницирам, нема да пробам преку некои други канали. Под cross-channel вие комбинација на овие три. Сега, Omni-channel вие најдобрата верзија, да кажам, на користење на сите овие маркетинг канали. Зашто? Затоа што самиот дигитален маркетинг нема да функционира како што треба ако едно или две од овие кои што ги користите не функционираат како што треба. Ако јас имам супер кампањи на социјалните медиуми, имам супер слики, супер е текстот, луѓето сакаат да купат и доаѓаат на страната и гледаат дека на самата страна нема оптимизација и дека горе го нема, например, ова значи. Дали вие би купиле од некоја страна која што го нема ова? Дека е connection secure. Апсолутно no. Така, значи ја можам да имам најдобри реклами и најдобри адови, седа ми е супер и доаѓате на страната и треба да купите некој производ и гледате дека connection не е secure. Тоа ќе ги одврати од самата страна буквално 80% од луѓето. Ако јас имам страна и луѓето доаѓаат и прават add to cart цело време, меѓутоа не купуваат. Јас тука ќе знам на луѓето да им пратам некаков тип на имейл со одредени насоки зашто тие треба да купат, дали со дополнителен попуст. Ако имате на страната некаков поп-ап, и тоа ви е од аспект на оптимизација на контент маркетинг, како ќе изгледа тој поп-ап, дали ќе се појавува 1 секунда од кога луѓето ќе влезат на страната или 10 секунди од кога луѓето ќе влезат на страната. Ако имам, дали има тука некој работено со social media ads? Да, јас. Нели на social media, конкретно ета за Facebook, Instagram, а и на повеќето имате опција да си вметнете листа на луѓе, така? За да ги таргетирате. Точно, да, ако веќе имате издефинирано која ви е целната група на купувачи, тоа е многу лесно се прави. Значи, многу е тоа лесно да се прави. Например, јас имам база на контакти кои што ми се редовни купувачи и сакам и нив да ги таргетирам, според нив правам и lookalike audiences и можам многу добро да изиграм во однос на social media. Меѓутоа, многу ретко тука се зема предвид дека ете, например, некои од луѓето кога прават subscribe или кога прават subscribe не ви го даваат мейлот кој што го користат на Facebook. Поради тоа, може би имате приметано, многу од формите кои што се пополнуваат во последно време, дали на Facebook, дали било каде, ви бараат телефонски број. Тоа е затоа што нели на Facebook конкретно мора да направите verify со телефонски број, а и тоа е сега скоро на сите платформи така. И доколку јас го имам вашиот телефонски број, можам да ви правам ретаргетинг колку сакам. Меѓутоа со мейлот не мора да значи дека можам. Ако ја, например, за контент маркетинг немам некои добро структурирани текстови, самиот контент маркетинг не чини на страната, тогаш е многу веројатно дека нема ни да се појавувам на Google на First Search. Ако вие, например, побарате, ќе побараме маркетинг агенција, ќе пишеме Скопје. Ако побарате вака, можете да видите што ви дава. Тука имате box, имате sortlist, имате TOC и еве ги вруток. Ова е агенцијата каде што работам јас. И сега, гледам, добро, тука имаме, значи, вакви, тука имаме, ние сме на првата страна. Ако ќе отворите на самата страна, цела страна е на англиски, самите блог постови се на англиски, меѓутоа имаме нели изградено некаков тип на рейтинг, односно добар рейтинг, во однос на тоа Digital Marketing Agency Скопје или Дигитална маркетинг агенција Скопје, да се појавуваме на првата страна. И ова на нас не е релевантно, затоа што ние бада повеќе функционираме со фирми од странство, меѓутоа може да се каже дека би сакали од тука да најдеме клиенти и доколку некој пребарува, му треба за неговиот бизнис, ние ќе излеземе на првата страна. Да прашање од дека? Како е на македонски, значи како се снаоѓа Google ако веб страната е само достапна на македонски? Дали би знаел дали како веб страна на македонски или да кажам кој да е кинески,
би имала шанса таа веб страна да биде пронајдена на тој и да добие добар рейтинг на Google, затоа што не знам, имам чувство дека Google, мислам на англиски го е полесно е некако, или? Полесно е, меѓутоа има шанси, доколку е страната на македонски, затоа што многу често срчот се ставени и на македонски јазик, може да пребаруваат луѓе, плюс ето ова не е со македонска подршка, меѓутоа на македонски, тоа многу зависи од тоа каков тип на keywords ќе користите, дали во мета тагови, во headingsi, во alt тагови, така натака, ќе користите македонски зборови, ќе користите кирилица, ќе користите латиница и така натака. Тоа е буквално еден цел процес каде што треба да знаете како да структурирате се на страната. Ако вие отидете, например, тука ако отидеме, можеме да видиме дека има нели различни слики и се изнаставано. Тука можам, ако отидам на инспект, можам да видам кои мета тагови се користат, дали има ставено како мета таг нов Analytics tool за Microsoft. Значи ова е, како што кажав, малку покомплицирана работа. Јас имам знаење од SEO, меѓутоа не до толку напредно. Меѓутоа да, можно е да се најдете на првата страна, иако е на македонски текстот. Сега, ако на пример јас барам нели нешто на англиски, некаков тип на блог пост или на текст, тогаш најверојатно ќе ми даде на прва страна тоа што е во таа насока. Меѓутоа исто така Google пребарува и според локација. Значи, ако јас, например, сега побарам дигитална маркетинг агенција Скопје, мене ми е според локација, нели тука во Македонија. Меѓутоа, ако напишам, ако ставам на VPN да сум лоцирана во Америка, можно да ми даде и некои други. Значи, тоа зависи до локација, метатагови, alt text, headingsi, самиот контент кој што ги имате на страната, самиот контент кој што ги имате во одредени секции на страната, од многу работи зависи тоа дали ќе излезете на прва страна за нешто конкретно или општо како страна. Самиот процес за SEO, како што кажав, е многу долг, меѓутоа многу исплатлив од аспект на тоа каде ќе се наоѓате на нели на search барот доколку пребарува некој. Океј, како што кажав, Omnichannel ви е една од најбитните работи кои што треба да ги земете предвид доколку планирате некаков тип на дигитална трансформација, затоа што едно без друго не функционира. Ако, како што кажав веќе, ако имате страна која што не е добра, тогаш џабе ви се сите тие одлични адови, одлични кампањи, доколку луѓето не можат да купат secure или доколку кочи самата страна. Дали ви се има случајно да отидете на некоја страна и да сакате да купите нешто, меѓутоа кочи, се нервирате и гасите скроз. Освен ако не сте нели упорни за да го земете тој производ. Многу работи зависат тука и многу работи треба да се земат предвид, да. Затоа што тоа е како, ако ја пропуштите шансата, пропуштане. Можете вие после да правите и ремаркетинг кампањи и повторно да ги насочувате луѓето кон таа страна, меѓутоа ако не го поправите тоа што им сметало на луѓето, тогаш нема да може да успеете. Исто така, многу од страните пробуваат да скратат на чекори за извршување на конверзија, за да има полесно нели на самите луѓе. Имаме тука, ова ви е тој buyer journey што го зборев. Значи, имате различни фази во кои што се наоѓаат луѓето, без разлика дали е традиционален маркетинг, дали е дигитален маркетинг, самите leads кои што ги имате или потенцијални customers или веќе постоечки поминуваат низ различни фази. Прво ви awareness, create awareness through events, blogs and other content. Interest, nurture leads with targeted content such as email marketing and newsletters. Consideration, provide product information to prospects, case studies, free trials and email campaigns. Intent, focus on unique value proposition, demos and walkthroughs. Buy, prospects became clients after a sales transaction. The process of retention starts. И следното, тука што го нема ставено, ви е процесот на retention, односно loyalty или advocacy фазата, која што е една од најбитните, затоа што, како што кажав, многу е полесно ако имате некој човек тука во овој чекор што е, да го направите loyal customer и тој повторно да купува, отколку некој нов лид да го водите низ целиот овој процес. И во самиот, и во традиционален маркетинг, ето, например, вие сте во продавница и сакате да купите некаков нов шампон,
И веќе тука сте вие во некоја awareness фаза дека ви треба нов шампон да купите, потоа имате интерес за неколку марки, па правите consideration за тие марки, така натака, разгледувате што и како. Мислам, тоа ви е буквално процесот секојдневен, не само и за купување, туку за се. Нели секогаш прво има интерес, па после има некаков тип на размислување. Сега, со дигитален маркетинг. Тука е ова е еден од најклучните делови, зашто да ви изберат вас луѓето. Јас сум, например, работам во Галексија, така, дигитална маркетинг академија. Нудиме курсови, нудиме програми, сертифицирани обуки, нудиме каде што луѓето можат да се запишат, да добијат сертификат и знаење. Меѓутоа има и други академии кои што нудат, нели, вакво образование, односно вакви обуки, така? Како јас ќе се издвојам и како јас ќе се осигурам дека луѓето ќе дојдат кај мене, а не кај некој од моите конкуренти. Ето, например, вие сте заинтересирани за дигитална трансформација за вашиот бизнис. Дали ќе биде тоа, дали ќе го правите сами, дали ќе земете обука, па ќе го правите сами, дали ќе најмите тим, дали ќе најмите маркетинг агенција и така натака. И сега, како јас да се осигурам дека вие ќе ме одберете мене како Галексија или вие ќе го одберете Вруток? Значи, тука ви е клучното зашто луѓето да дојдат кај вас. И тука ви доаѓаат тие buyer персони. Односно, ја треба да знам да креирам и да ве профилирам вас, значи тука веќе имате и дел психологија, каде што ја треба да знам зашто вие мене би ме одбрале. Што е тоа што на вас би ви користело од мене? Дали би бил тоа нудиме квалитетна програма која нуди признани сертификати, која се диференцира од останатите. Така е. Значи, меѓутоа тоа нема да му е на секој битно. Еве, например, ние сме сега тука 18 луѓе. Може на Снежана е битен само сертификатот, може на Софија е битно само да научи нешто ново, може би Васил сака да направи промена во кариера и јас тука ќе треба да знам да ги isprofilирам сите луѓе и на секој да му дадам што му треба. Затоа што прво, ја можам да ви кажувам на вас до бескрај зашто треба да одберете, зашто е добра, зашто е најдобра Галексија, што нудиме и така натака. Меѓутоа не на секој му е битно тоа. И јас ако ви дадам на вас по 15 benefits, вие може да се изгубите и да речете, чекај, ова е премногу, што збори ова. Меѓутоа, ако јас знам дека на одреден човек му е нешто битно, тогаш ќе знам да насочам во таа насока. Ако знам дека му е на некој само сертификатот битен да го добие, тогаш ќе му речам, добро, имаш ваков сертификат, ваму ти е признаен вакво работување и ќе вметнам, нели, меѓутоа да, ние нудиме пред се учење, односно пред се знаење, кое што ќе можете понатака да го применувате. Тука, од аспект на дигитален маркетинг е многу битно, затоа што, например, во продавница, вие не можете да направите толкава разлика, дали човекот ќе се реши да земе, вие сте, например, Wash and Go или Head and Shoulders, и вие директно во продавница, кога е човекот во оваа фаза на consideration, не можете толку да направите разлика, дали тој ќе ве одбере вас или некој конкурент. Меѓутоа, доколку веќе работите со дигитален маркетинг, тогаш сите ваши активности треба да бидат насочени кон тоа да го убедат човекот дека вие сте најдобри. И тоа вие сте најдобри не треба да биде така директно прикажано како ние сме најдобри, туку според нели тие core buyer персони, самите желби на потрошувачите, самите желби на вашата таргет персона и така натака. Окей, сега тука имаме еден фреймворк како би се започнала дигитална трансформација. Само секунда, дали имате до тука некои прашања пред да почнеме со фреймворкот? Окей, доколку немате, можеме да почнеме со Digital Transformation Framework. Значи, Digital Transformation ви е процесот под кој идат, нели, фирмите кои што, дали мали, дали големи, дали средни, кои што сакаат да започнат со некоја дигитална трансформација и кои што сакаат да започнат да вложуваат напори во однос на развој на дигиталниот маркетинг. Digital Transformation Framework, значи имате многу различни типови на фреймворк. Ова е како еден предлог што би требало да се направи, каква дигитална стратегија, во која насока би требало да се иде, доколку вие започнувате со нели таа дигитална трансформација за вашиот бизнис.
Првото нешто што го пишува тука вие. Use a data-driven digital transformation framework to evaluate opportunities, develop an evidence-based roadmap for growth and create an effective plan of action. Значи, во дигиталниот маркетинг, како што спомнавме претходно, датата која што може да ја добиете, дали директно, дали од некои други извори, една од најбитните работи која што ќе ви помогне за добро насочување на самите ресурси и на напорите кои што ги имате во однос на дигиталниот маркетинг. Stop committing random acts of digital. Our data-driven transformation framework enables you to prvo вие identify opportunities for growth, identify opportunities for innovation, identify new sales opportunities, employ the most effective marketing tactics for your business, understand if and how you can take on your digital competitors, identify capability gaps, select or create the right technology to deliver transformation, и all using data-driven decision making. Датата ви е една од најбитните работи кои што морате да ги гледате доколку работите со дигитален маркетинг. Како што ви кажав претходно, можам, например, јас бидејќи работам конкретно со social media, исто така и со стратегија и со email маркетинг, ја можам да видам колку ствари мене таа omni-channel стратегија ми е битна. Ја можам да приметам колку прави разлика ако јас гледам само на social media што се случува или гледам и во Analytics, затоа што ако ја, например, имам пуштено на social media некаков тип на адови, како што кажав, имам 9000 кликови, јас ќе си мислам дека тоа е супер, меѓутоа не ја гледам целата дата тука. Поради тоа е секогаш битно да ги раздвоите KPIs, Key Performance Indicators, и самите метрики, затоа што мене можеби метриката ќе ми е колку кликови имам, меѓутоа како Key Performance Indicator ќе ми е Average Session Duration, колку луѓето останале на самата страна. Како што спомнав и претходно, самото градење, самиот процес на преминување во диджитал, без разлика дали ќе имате и традиционален маркетинг и традиционални маркетинг активности и дигитални, не се случува преку ноќ и секогаш треба да се вложи многу напор и ресурси, меѓутоа е исплатливо, затоа што доколку знаете како треба да го направите тоа, доколку сте на добар пат, во добра насока, тогаш може многу да ви придонесе самата трансформација. Use data to diagnose the best opportunity for business growth. Creating a vision and a clear journey, as well as expressing the value that brings to your customer. It's crucial when delivering change. Значи, ова ви е самиот процес. Кои ви се најдобрите опции за раст? Дали имам нов производ? Дали постоечките производи сакам да ги пласирам онлайн? Дали сакам да креирам нешто ново? Дали имам услуга? Дали сакам таа услуга да ја рекламирам онлайн, дали ќе користам само социјални медиуми, дали ќе користам само веб страна која што ќе имам, кон која ќе ги насочувам луѓето, во која насока, што е главната цел што сакате да ја постигнете. Затоа што многу често се случува да се изгуби фокусот и да имате повеќе цели кои што сакате да ги постигнете, меѓутоа секогаш е добро прво и примарно да имате една главна цел која што сакате да ја постигнете со пренасочување нели во дигитална стратегија. Calculate exactly what the customer wants. This framework helps you calculate the volume of customers in the market you wish to grow in. Identifies the taste the customer is trying to achieve and tests if the customer would buy your proposition over that of your competitors. Значи, ова ви е во однос на тоа, во која индустрија се наоѓам јас. Дали, например, имавме ни еден клиент кој што правеше платформа за забари во USA. И сега јас тука не можам да гледам конкретно некои статистики за во однос на тоа каков ќе биде мојот перформанс општо за луѓето, ја треба да гледам тука по ниш. Треба да видам колку забари има во United States, колку забари се во одредена годишна група, да кажам, колку ординации имаат, колку вработени имаат во ординациите, значи тука треба да земете предвид буквално се. Ако работите во некоја поопшта гранка, например, доколку имате некои производи за секојдневна употреба или доколку имате не знам некоја услуга која што нудите, треба секогаш прво да си направите како self analysis и да си направите буквално кои се key selling points што ги имате вие и што е тоа што го нудите вие, што го немаат вашите competitors.
која е силната карта која што треба да ја играте вие. Значи, ова ви е и од аспект на традиционален маркетинг може да се користи, меѓутоа тука треба да се насочите многу повеќе за да се издвоите нели од самите competitors. Тука имаме evaluate your competitors, don't waste your resources taking on battles you can never win, understand your competitors' prepositions, calculate their online force, and find a niche for you can own. Секогаш кога почнувате нели дигитална трансформација, и ние конкретно кога правиме на пример стратегија за некој бизнес, секогаш треба да вклучите да направите competitor research, затоа што можеби има нешто кое што тие го правате добро, има нешто кое што го правате лошо. Можеби, на пример, сите мои компетиторс имаат Facebook и Instagram страници, меѓутоа немаат TikTok. И јас сега можам да се речам, дали ова не е искористен потенцијал, дали можам јас тука да направам јас моја платформа, каде што ја ќе бидам единствената од мојата индустрија на таа платформа, или не се исплати. И тука ќе треба и да истражите зашто нив ги нема на TikTok, зашто вас би можело да ви има, дали ви е таму таргет audience, дали можете да се насочите таму. Самиот дигитален маркетинг и самите активности и канали се многу брзо менувачки. Значи, секој ден има нешто ново, секој ден има некои додатоци, дали на платформи, дали некои измени, дали полиси. Секој ден има нешто што се менува и секогаш треба да бидете спремни да правите промени на таа стратегија и на тие насоки кои што ќе ги на тие ресурси кои што ќе ги вложите кон развиток во дигиталниот маркетинг. Make plans that are achievable with the resources at hand. Секогаш треба да се погрижите дека плановите кои што ги правите во однос на дигиталниот маркетинг и дигитална трансформација ви се achievable и ви се реални, затоа што можете вие да сакате да постигнете нешто и да имате некои високи цели, меѓутоа тука е многу битно врз однос на таа дата што ќе добиете да имате achievable goals, затоа што со дигиталниот маркетинг е доколку немате некој производ или услуга кој што е топ тир, кој што буквално еден и единствен, тогаш имате steady growth. Многу ретко се случува некој производ или бренд или услуга да направат бум преку вечер, и доколку се случи тоа често се случува и е како short term, како one hit wonders, што се многу често тоа се случува. Еве како пример, може да се земе, не знам дали ви има излезено на Instagram конкретно, знам имаше повеќе адови за едно какво плаши октоподче беше, кога ќе се преврти од едната страна е насмеано, кога ќе се преврти од другата страна е тажно. Не знам дали ви има тоа излезено, меѓутоа ете мене конкретно во последниот период многу такви типови на адови ми излегува и верувам дека да, ето цело време. Тоа плаши да кажам, направи бум, меѓутоа сега поретко ги гледаш тие, така. И пред недела 2-3 има буквално на секаде ги имаше, сега малце спласна целата таа фама. Тука клучната работа би било да се одржи таа фама која што има околу вашиот производ или околу вашата услуга, за да не биде да имате нели добар период и потоа да се згасне и да нема некаков бенефит. Имате тука преку квадранти, имате authority, prime, attention и advocacy. Значи ова вие докаде сте и што можете да направите. Дали имате некаков ниш индустрија, дали работите во некоја индустрија, каков тип на конкуренти имате, колку конкуренти имате. Значи тука буквално имате еден in-depth research кој што треба да направите, за да можете да направите define на baseline. All transformation journeys have a starting place, where you are now in the digital marketplace. Use data to define that position in the Lonology system quadrant and give your organization common understanding for ultimate clarity in communication. Значи, вие без да знаете каде се наоѓате вие како бизнес во моментот и дали веќе имате започнато нешто или немате, без да знаете вие каде се наоѓате, не можете да правите стратегија за понатака што ќе се прави. Самиот процес на креирање на стратегија опфаќа многу страни, многу ресурси, многу работи на кои што треба да обрнете внимание. И обично самиот процес на креирање на стратегија за дигитален маркетинг одзема
повеќе време отколку што би мислеле. Стратегија може, доколку се правите и на веќе постоечки бизнес кој што е активен, може да одземе и до 2 до 3 месеци само креирање на стратегијата како документ, како outline. А каде е тука самата имплементација и процесот нели на креирање веќе на тие работи. Можете да селектирате план и ова надоле повеќе бидејќи ова е како платформа, можете да направите download на frameworks, можете building blocks, microanalysis, quadrant, strategy и така натака. Самиот процес, како што спомнав веќе неколку пати, не е едноставен, меѓутоа е многу исплатлив доколку знаете како да нели функционирате во таа индустрија. Сега сакам вас да ве прашам, бидејќи ве прашав и на почетокот, само еден одговор имавме. Дали вие ете конкретно за вашите бизнеси во кои што работите сега? Имате веќе започната некоја дигитална трансформација, би сакале да започнете, гледате некаков потенцијал во тоа или сметате дека тоа не би било за вас? Па Ивана, може би јас овде би сакала да се надоврзам на оно што ти го кажа и го зачна. Гледајќи ги и стартапите и на сево ова што го покрена самата ковид криза, мислам дека анализите од нашиот домашен екосистем покажуваат дека еден од клучните фактори за успехот на стартапите е добро завршената домашна работа во однос на анализа на пазарот, особено кога станува збор да проистражат и да видат што има веќе постоечко на пазарот на кој што се трудат да се позиционираат, без разлика дали станува збор за домашен, меѓународен, регионален пазар. Што се вклопува во баш она што го кажа ти, да ја проверат конкуренцијата, каде е конкуренцијата, на кои канали, дали е на Facebook, дали е на Instagram, дали е на сите, ако е на сите, зошто е на сите, и кои им се резултатите да опипаат. А што се однесува за дигиталната трансформација, мислам дека колку е покреативен и поиновативен бизнисот, некако дигиталната трансформација ќе биде дел од нивната бизнес методологија или бизнес приказна, а од друга страна пак креативната новонастанатава криза со ковидот ги турка сите бизниси полека, значи да се дигитализира. Да се дигитализира, чекор по чекор да се дигитализира, без разлика дали станува збор за иновативен бизнис, дали станува збор за традиционален бизнис и нешто што е дел од традиционалниот сектор. Туку од мене. Многу често, ете сега, особено во последниот период, многу бизнеси започнуваат, меѓутоа многу се прават вака грешки, затоа што ете и самата ситуација, како што кажа, ги тера луѓето да се приспособат и своите бизнеси да ги приспособат. И како што спомнав и претходно, многу често се разочаруваат поради тоа што не гледаат одеднаш резултати. Меѓутоа тоа е процес, како што кажав, и е многу битно да се тие achievable results, дали без разлика дали е тоа веќе постоечки бизнес, дали е стартап, како што кажа, дали е од некоја друга индустрија. Многу е битно сегогаш прво да се направи, како што кажа, домашната, да се истражи се од аспект на индустрија, на буквално на пазар, на колку куповна моќ имаат луѓето таму каде што сакате да се позиционирате, колку луѓе од тие кои што имаат одредена куповна моќ виса во вашата таргет група, дали тоа што ќе го претпоставите вие како таргет група е точно како нели во која насока треба да се оди, секогаш треба да имате нели резерва. Како пример за social media, Марина, да. Здраво на сите, јас сакам нешто да кажам што може би помогнало на сите вас доколку имате онлайн бизнес или доколку стартувате со бизнес. Па вака, во однос на прашањето ми е за дигиталната трансформација, значи јас веќе стартувам со онлайн бизнес и имав правено анализи, значи competition analysis имам правено. Сега сакам да кажам дека може да ви помогне доколку веќе нели одите на social media, значи на различни видови на social media. Да речам, мене најбитна стратегија во дигиталниот маркетинг ми е Instagram
И затоа јас направив една анализа, исто како Competition Analysis. И сега јас се дефинирав таа анализа како Instagram Competition Analysis, нели директна конкуренција на Instagram. И сега таа анализа сакам да кажам дека мене ми многу помогна заради тоа што ептен се позиционирам јас директно на Instagram и од таму ги гледам сите мои конкуренти, кои се нивните едноставно предности, што можам да искористам, што како. Значи таа анализа едноставно многу, стварно многу ми помогна. И сепак секој зависи од дејноста, зависи од каде се сконцентрира нашите потрошувачи и каде може да дојдеме до нив, од каде, значи преку кој комуникацијски канал ние можеме да дојдеме до нив. Значи мене ми е тоа Instagram и затоа јас направив и имав потреба да направам таква анализа, значи Instagram Competition Analysis. Така значи кога ја правев оваа анализа, земав некои критериуми кои што се од Instagram, да речам engagement rate, да речам бројот на followers, колку постови постираат. Значи тоа мене се ме интересираше за моите конкуренци, заради тоа што на пример утре јас кога ќе упуштам мојот онлайн бизнис, едноставно јас треба да видам што функционира и како функционирало на нив, за јас да не да ги копирам, туку да видам да видиш во која насока, што им помага, што не. Така. Значи тоа јас го кажав примерот само за Instagram, но сепак може да биде за било која друга social media, не мора да за Instagram, значи може да биде за било која. Така што еве малку помош на некој што може би треба. Да, ако може да те прашам само како се реши за Instagram конкретно, дали гледаше компетиторс, дали има на други платформи или ти истражуваше од аспект на твојата индустрија дека Instagram би било најпогодно? Па вака сега, јас се одлучив најмногу за Instagram поради тоа што од мојот тип на дејности, значи за мојот онлайн бизнис, моите потрошувачи едноставно најмногу се концентрирани на Instagram. И поради тоа што едноставно таму се моите конкуренти, таму се моите потрошувачи, значи сепак исто така големо влијание може да има и преку CIO, значи јас истражував преку Google Trends, преку други програми, користев исто така една програма, сигурно ја знаете, на Neil Patel, Uber Suggest. Значи, истражував се со цел да сватам на кој канал треба да дојдам, значи на кој канал да не го трошам времето заедно да ги испробувам сите. Значи, имаме една многу битна порака за сите, не треба да се биде секаде, туку треба да се сконцентрираме на канали каде што најлесно и најдобро и најефикасно ставно можеме да дојдеме до нашите потрошувачи. Не е моментот јас сега да земам да ги користам сите видови на канали кога моите едноставно потрошувачи се на Instagram, нема потреба да го трошам времето така. Така, мисля да го спомнав и претходно, дека е битно да се одлучите за кои платформи, кои би биле најкорисни за вас, и тоа дека треба, додека трошите време на 5 платформи да сте, може да потрошите на една платформа и да ви донесе многу повеќе профит отколку нели тоа поделено време по сите 5 платформи. Пратив еден линк во чат, ninjalytics.com се вика. Ова ви е како Analyze like a ninja, и бидејќи пиша Васил, да, особено хаштагс да земеш од конкуренција. Тука, например, кажете ми некој познат бренд на Instagram. Да видиме некој. Tommy Hilfiger, да речеме, не знам. Чекај само да видиме како има хендалот. Оваа алатка ви е бесплатна која што ја пратив и можете тука да барате тоа што спомна engagement rate, колку има нели на самиот Instagram профил, ова доколку правите анализа, може оваква дел од анализата да го искористите. Можете да правите само секунда, можете да гледате engagement rate на самиот профил, можете да гледате summary во однос на followers, following, колку има постови, average likes, колку има engagement rate, нели view rate, колку има, каков тип на activity има, надале можете да гледате од аспект на пораст на следбеници, колку имало, можете да гледате само секунда да најдам, имаше и за hashtags,
Имате most popular post, post interaction analytics имате, хаштаг што ги имаат користено, кои им биле најпопуларни. Ова ви дава како мапа, гледате, они не користат премногу, меѓутоа тоа е затоа што се таков тип на бренд. Доколку најдете некој друг, тога ќе ви даде како мапа на тоа кои хаштагс најмногу ги користат. Можете да гледате тука повеќе работи, има и paid верзија. Меѓутоа, нели, не секогаш секој може да дозволи paid верзија, тука можете да гледате и општо на коментари, лајкови на постови кои што ги имаат ставано последни. Исто така и според entry, според датум, според тоа колку followers нови имаат, така натака. Имате многу различни tools што може да ги користите за различни намани, без разлика дали е тоа за адови, дали е тоа за social media, дали е за конкуренти. Ако сакате, јас можам да ви пратам неколку, има Voito, Spyfo е исто така бесплатна алатка која што има trial верзија. Тука можете да гледате од однос на домен, авторите, сега ќе ви покажам. Еве тука ќе ставиме galexia.com. Тука можете да гледате анализа на компјутерот во однос на тоа каков домен авторите имаат, organic keywords колку имаат, paid keywords колку имаат, organic keywords од каде им доаѓаат. Чекайте да најдам некој. Ќе го ставиме пак Tommy Hilfiger, бидејќи се, нели, попознат бренд. Може да се види колку имаат organic search повеќе. Ќе направиме. Имате буквално мал милион алатки кои што можете да ги користите за веб сајтови. Еве и Љупчо прати, SimilarWeb и Social Bakers. Океј, ќе ги спробуваме, ги имам користено и јас. Супер. Има ви како пример ова, колку има organic keywords, monthly SEO clicks, колку има terms top keywords, SEO clicks per month. Ева, например, некој ако препарува online shops in USA, 6,87 има clicks per month за Tommy Hilfiger. Имате кои линкови најчесто се кликани, matching pages. Доколку направите sign up, бесплатно ви ова, можете да добиете многу повеќе информации за нели за самите конкуренти. Исто така, за тие што работите social media, можете да користите Ads Library. Ubersuggest, да, и тоа е добро од Нил Пател. Доколку користите социјални медиуми, можете да пребарувате Ads Library. Ева, например, ќе ставиме Galexia тука. И ви дава колку имате активни и неактивни адови според платформа, Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network. Ви дава да изберете All Ads, Impressions by Date и така натака. И можете тука да видите сите активни адови кои што ги има вашата конкуренција. Како што кажав, има премногу алатки кои што можете да ги користите. Еве и вие неколку кажавте во чет. Доколку има уште некој да додаде некоја алатка која што користи за некаков тип на ресерч. Океј, супер. Keywords everywhere, да, и таа ја знам. Океј, супер, гледам дечки имате искуство. Доколку има и некој друг, некоја алатка која што сака да препорача. Види, добра за оптимизација на YouTube видео. Супер, Љупчо, не подкова сите со линковиве, ќе гледаме сите да ги искористиме. Google Trends, да, исто Google Trends е добра, нели, за пратење на одредени keywords. Океј, супер. Супер, дечки. Од аспект на презентацијата, тоа беше тоа од мене. Јас само имам да ви кажам уште на кратко за Galexia, дека сите вие кои што сте присутни тука, доколку сте заинтересирани, следната група не започнува 23 ноември. Цената на академијата е 1500 евра, меѓутоа вие добивате попуст, доколку нели се одлучите да се запишете. Бидејќи јас на кратко ви кажам за Galexia, повеќе се фокусиравме нели на темата, слободно можете доколку сте заинтересирани или да ми пишете на LinkedIn да ме побарате, или да ме се јавите, или на Ivana@Galexia.
Јас сум тука доколку имате некои прашања за Галексија, општо за дигитален маркетинг, исто така бидејќи како што спомнав претходно неколку пати главни канали на кои што работам јас имам маркетинг и social медија, доколку имате некои прашања во врска со тоа, доколку можам да ви помогнам, слободно можете и за тоа да се обратите. И би сакала да ве прашам доколку имате вие некои прашања за мене, конкретно дали за презентацијата, дали нешто за дигитален маркетинг кое што не го спомнав, дали за некој од каналите конкретно, слободно можете да ме прашате. И да не се срамите. Океј, доколку немате прашања, ја би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам за денешното присуство. Се надевам дека ви беше корисна самата презентација во однос на дигитален маркетинг и дигитална трансформација и дека ве убедив стварно дека може да ви помогне во насока на развивање на вашите бизнеси, бидејќи јас сум 100% сигурна дека нели тоа е и главната цел на дигиталната трансформација. Јас ќе повторам уште еднаш, доколку имате прашања или било што доколку ве интересира, слободно можете LinkedIn, на телефон или на имејл да ме контактирате. И се надевам дека ви беше корисна презентацијата. Мислам дека ќе сака да каже Марија завршни зборови, бидејќи Благодарам на вистина Ивана за многу убава детална презентација подготви што се однесува до дигиталниот маркетинг и до дигиталната трансформација. Многу убаво ги срочи сите, да речем, информации, податоци кои што се во линија и дослух со Global Entrepreneurship Education, која што е една од фокус темите на глобалната недела оваа година. Дефинитивно за сите вас дечки кои што сакате да развивате бизниси, мислам дека без дигиталниот маркетинг малку потешко ќе оде позиционирањето на производот, тоа ви е еден многу важен сегмент. Тука е секако Галексија која што може да ви помогне со информации, со знаење, со одлични ментори. И воедно би сакала да искористам оваа можност и да ве поканам на уште еден настан вечервава со почеток во 19 часот. На Стартап Македонија има свој настан за каде што ќе ги споделиме сите успешни приказни од стартап екосистемот, а со тоа ќе добиете и подетални информации за какви се средства, ресурси и инструменти постојат за сите вас кои што сакате да започнете бизнис или пак сте во процес на развојот на својот бизнис. Супер. Јас само уште еднаш сакам да кажам дека нели оваа тема е малце поопширна и за овие 2 сати пробав да опфатам колку што може повеќе. Како што кажа Марија, ете денеска и може на настанот подоцна ќе добиете и плюс инспирација, меѓутоа и слободно уште еднаш ве охрабрувам доколку имате некоја прашања или ви треба помош за нешто, слободно можете да се обратите кај мене или кај некои другите ментори од Галексија, нели кои што се по за нивните теми насочени. Така да фала ви уште еднаш многу. Ми беше. Океј, имајте убав ден и се гледаме на наредниот настан. Поздрав се, гледаме за гев, дечки. Фала многу, Ивана. Нема проблем.